Почитувам председателя, почитувани колеги пратеници, почитувана колежке Маринела Тушева. Значи, првенствено како млади луѓе не е добро да бидеме затровани со мисли и зборови да употребуваме како, не знам, вештачко дишење, апокалипси и така натаму. Ние сме млади кои што треба да дадеме свој допринос првенствено во развојот на оваа држава, без разлика дали како опозиција, дали како опозиција. И мислам дека не звучи добро за јавноста ова што го зборувате. Патем па и го прочитавте, така да пак и не се очигледно ваши мисли. Исто така, немојте да ја подценувате македонската јавност и македонската интелигенција, тоа многу убаво ви беше напишено во вашиот говор, затоа што оваа македонска јавност и оваа македонска интелигенција три пати на парламентарни избори им ја дава довербата на ВМРО-ДПМН. Може би тоа за вас е вообичаено, затоа што вашиот лидер Бранко Црвенковски излезе и рече дека народот е во право и тогаш кога греши. Народот никогаш не греши, народот е секогаш во право. Срамота е да зборуваме за пензии на пензионери, барем не вие од СДСМ. Јас имам контакти, комши, мои луѓе блиски, вие имате сигурно исто така баба, дедо и така натаму, луѓе блиски до вас, кои што може слободно да ги прашате. Колкави ми беа пензиите на луѓето во 2006 година, патем пензионерите се една од најпедантната категорија на луѓе, тие си ги чуваат чековите уште пред 10 години, и нека ги проверат последните чекови за месец септември колкави се. Јас ви гарантирам дека пензиите се повеќе од 40-50% покачени, најмногу во онаа категорија на оние пензии кои што се најмали порано беа некаде околу 6 до 7 илјади, сега веќе се некаде дојдени до 10 илјади денари. И баш кај што на сите им се исплатени, им се исплаќаат редовно. Вие не знам сега со кои аргументи зборувате за пензионерите. Дали заборавате дека доаѓате од партија која што им скина 8% на пензионерите во времето кога СДСМ требаше да креира политика и подобар живот на пензионерите во Република Македонија? Или пак можеби не сте континуитет, не се осеќате дел од таа политика. Меѓутоа лидерот ви е ист. И затоа престанете да зборувате овде за работи за кои што најмалку вие имате доблест да ги кажете. Па заборавате дека пред 2 дена се задолжи Република Македонија токму за автопатот Смоквица Демир Капија. Да не зборуваме за Луково поле и така натаму, колку инфраструктурни проекти. Благодарам.